работата и интересите на граѓаните. Им се обраќам на истите тие жители од Желино, од Струмица, кои вчера беа наречени провинцијалци, да им појаснам дека законот не предвидува плаќање на луѓето кои што се занимаваат со земјоделска дејност, бидејќи тие се евидентирани или регистрирани, а не се трговци поединци. Меѓутоа, од другата страна, камерите ќе приметат дека немаме опозицијата и дека после изнесувањето на голите факти од страна на опозицијата, сега немаме и со кого дебатираме, за да им објасниме на луѓето дека воопшто не се засегнати. Во спротивно, ако тие луѓе се засегнати, ние во Македонија имаме 115.000 евидентирани земјоделци и самите предвидување на законот кој што го носи владата предвидува некаде вкупно 40.000 нови случаеви, во кои што исто така се сомневам дека е бројка кажана на памет од страна на господинот Јани Макардули. Сакам да кажам дека навистина ситуацијата во државата од социјален аспект е тешка, меѓутоа оваа влада на ВМРО ДПМН и ДУИ навистина во изминатиот период и наредниот период кој што следува прави многу други законски измени кои што се однесуваат на пред се подобрувањето на социјалниот живот на граѓаните. Меѓутоа да не забравиме дека и во македонската телевизија имаме некаде околу 1000 вработени кои што во времето на владењето на истите овие сега најголеми душогрижници за работничката класа има задоцнување со платите од 6 месеци, а сега во изминатите 3 години редовно вработените во македонската телевизија си ја зимат платата и тоа е исто така дел од она помош кој што ја прави државата во социјалниот сектор. Затоа мене ми е многу жал што кукавички опозицијата ја напушти оваа сала, бидејќи нема со кого да дебатираме, меѓутоа тоа е стилот на ССМ. Благодарам.